На свечен начин денеска председателот на Општинската изборна комисија на Кавадарци Зоран Костов им ги врачи уверенијата на избраните советници на Советот на општина Кавадарци. Најголем број уверенија добија советниците на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија 9. Потоа советниците на ВМРО ДПМН 8 и по едно советничко место имаат партијата Гром и независната листа на советници Ристо Сакалиев. Уверението за свој прв мандат на местото градоначалник го прими Митко Јанчев, кој денеска ја презеде оваа висока функција. Инаку, Костов истакна дека изборите во Кавадарци поминале во фер и демократска атмосфера без повреди на избирачкото право, што е плюс повеќе за демократскиот капацитет на граѓаните кои учествуваа на овие локални избори 2017. Митко Јанчев пак изрази спремност како градоначалник на општина Кавадарци да соработува со сите политички чинители во Советот со цел да се реализираат заедничките проекти кои се од интерес на граѓаните. Во изјава за медиумите, носителката на советничката листа на ВМРО ДПМН Горица Пеливанова Вилхел пред новинарите подлече дека ќе дава поддршка како советничка група на сите предлози кои ќе бидат од интерес на граѓаните на општина Кавадарци. Доктор Виолета Димитрова пак како носител на советничката листа на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија изрази спремност како советничка група на СДСМ и како партија да соработуваат за доброто и за модерно Кавадарци, кое ќе биде убаво место за живење на граѓаните. Почитуван избран градоначалник, почитувани избрани членови на Совет на општина Кавадарци, почитувани медиуми, почитувани граѓани. Денешниот чин на доделување на уверенија за советници и за градоначалник е финале и крај на локалните избори 2017 година. На 6-тите локални избори сметам дека најголем добитник треба да бидат и се граѓаните. Сакам да упатам благодарност до политичките субјекти за учеството во овие избори. Сакам да упатам благодарност до локална самоуправа Кавадарци за логистиката која што ја даде на Општинска изборна комисија за да може да ги спроведе овие избори. Благодарност до избирачките одбори кои што беа непосредни спроведувачи на овие избори. Благодарност до граѓаните кои што, како што реков, треба да се најголеми добитници од овие избори. Јас исто така за крај сакам да им заблагодарам на членовите и на замениците во Општинска изборна комисија за тоа што не може еден човек без соодветен тим да спроведе било каква обврска. Сакам лично од моје име да се заблагодарам до сите граѓани на град Кавадарци и општина Кавадарци кои што излегоа на гласење и го дадаа својот глас и за советници и за градоначалник. Сакам лично од моје име да се заблагодарам до сите партии и советници кои што учествуваа на овие локални избори. Сакам исто така до Општинската изборна комисија за многотрпната работа која што има и професионална работа која што ја изразија за своето работење. Исто така сакам од моје име да им посакам на новите советници добродојдовте во општина Кавадарци, односно и за мене добродојдовте, односно значи за избор на нашите мандати и за советници и за градоначалник. Граѓаните си го дадоа гласот, тука гледам луѓе советници од повеќе профили, доктори, бизнисмени, администрација, магистри, професори и така натаму. Јас се радувам дека ќе имаме успешна соработка, дека ќе имаме заедничка сплотеност се во интерес на Кавадарци. Сами сме свесни и знаеме покрај политичките партии кои ќе не номинираа за оваа работа и граѓанските листи кои ќе ги имаме за советници, дека сите сме дојдени тука во интерес на град Кавадарци, во интерес на општината и на граѓаните. Нашите гласови кои ќе ги имаат дадено граѓаните, значи да работиме заедно за град Кавадарци, да направиме поубаво утро и за нас и за нашите деца и внуци. Јас сум уверен во таа работа, сакам вака јавно тука пред сите да ви го кажам, се што е она во интерес на градот Кавадарци и се што е во интерес на граѓаните, нормално и на оние кои што учествуваат во тој дел, дека ќе бидеме најтранспарентна и најдемократска општина. Јас очекувам максимална поддршка од Советот, исто така давам ветување дека ќе работиме транспарентно и максимално посветено на општина Кавадарци. Сакам од моје име да се заблагодарам и на претходниот градоначалник и на претходниот совет, кој што до денеска ја водел општина Кавадарци во правец, докај што можеле да ја донесат и нормално општината е во едно ниво кое што е демократско, меѓутоа ќе треба ние многу работи да ги дотераме да бидат до повисоко ниво. Нашите ветувања кои што ги дадовме
на предизборните кампањи, јас очекувам од сите да бидат исполнети и од страна на советниците и од страна на градоначалникот. Така да не треба да се менуваме во своите ставови, треба да имаме демократско размислување, град Кавадарци може да биде многу поубав град за живење. Ви благодарам на сите, од моје име и од име на Општинска изборна комисија. Најпрви да им се заблагодарам на сите кавадарчани за добриот глас што го дадоа за нас, за сигурниот глас, за верниот глас, за вербата во нас, да им посакам многу среќа, многу успех во животот. Јас им ветувам дека ние ќе продолжиме да ги браниме и нашите и нивните интереси, дека ќе имаме добра, успешна општина, отворена за сите и модерна општина, со модерни сваќања, многу нови идеи и многу убав живот. Еве, јас би сакала ова можност пред се да ја искористам да им го честитам мандатот на новиот совет на општина Кавадарци, вклучувајќи ги тука сите советници, и секако да му го честитам мандатот на новиот градоначалник во општина Кавадарци. Она што се ветуваше на изборите, секако дека треба да ни биде главна цел во реализацијата на сите на проектите кои што ги ветувавме, значи тоа сето треба да се реализира. Гледајќи го советот и составот, искрено се надевам, гледам позитивна енергија, верувам дека сите советници со една цел се тука, а тоа е за подобро Кавадарци, и мислам дека тоа треба да ни биде и мотото во целиот мандат.